значи овај скуп сутра за Македонија? Самитот на ОПС е еден голем настан, пред се ова е признание и за државата, за сето она што сме го направиле во изминатиот период и затоа бара и многу ангажмани, многу посветеност, многу работа, многу активности. Мислам дека Република Северна Македонија изминатите години, па ако сакате дури од постоењето на својата независност, покажа дека може да преку диалог се постигнуваат резултати. Самата независност на државата, која што помина на најдобар можен начин или најдобро од сите други држави кои што се формираат од поранешната сојузна држава, понатаму разговорите и решавањето на споровите со Грција, разговорот со Бугарија и така натаму, договорот со во однос на признавањето на Македонската православна црква и така натаму, сето тоа се прашања кои што покажа дека постои еден висок кредибилитет, еден висок степен на демократски вредности кои што ги почитува Северна Македонија и токму заради тоа самитот на ОПС представува и дополнително признание за сите нас. Така да, јас очекувам дека самитот ќе помине во најдобар можен ред, дека сите очекувања кои што се пред нас ќе бидат исполнети и на крајот ќе констатираме дека уште еднаш покажавме за силината и капацитетот на Северна Македонија. На скуп долазе министри од Владивостока до Ванкувера. Кои безбедносни мере сте предузели? Имајќи во предвид дека една навистина голема организација, ОПСЕ, со 57 земји членки, не само од Европа, туку и од Америка и од Азија, во функција ОПСЕ практично представува некаква врска во смисла на соработката и безбедноста помеѓу Европа и остатокот од светот. И токму во тоа лежи и вредноста на оваа организација, пред се да се помогне во стабилноста, во соработката помеѓу државите, да се превенираат одредени конфликти, да се помогне во решавањето на состојбите постконфликтно и така натаму. И токму заради тоа мислам дека неговото значење е многу големо. Токму сега кога имаме навистина сериозни геостратешки поместувања. Имаме војна во Европа за која што никој од нас верувам не претпоставувал дека може да ни се случи во 21-виот век со таква војна агресија на Украина, она што денеска се случува исто така во Газа. Сето тоа мора да прати една силна порака за мир од оваа безбедносна конференција. Така да, мислам дека добро за сите, меѓутоа добро и за Северна Македонија, која што председаваше една година со ОПСЕ, е тоа што сепак на иста маса ќе седнат многу важни, релевантни фактори во светот и ќе разговараат. Затоа што само диалогот може да донесе резултати. Може да дадете неки податки колку полиција ќе биде уклучена во обезбеđивањето тог скупа и кои се мере предузимају? Ние имаме некаде околу 70 делегации кои што веќе се најавени да присуствуваат, или вкупно околу 1000 лица кои што би биле дел од овој самит. Сите тие шефови на делегации се претежно министрите за надворешни работи, некои делегации имаме и на пониско ниво, меѓутоа како и да е, сепак постои висок степен на безбедност. Така да, Министерството за внатрешни работи ги има ставено на располагање сите своји ресурси, вклучувајќи ги униформираната полиција, понатаму одделот за заштита на определени личности и објекти, одделот за специјални полициски операции, одделот за воздухопловни единици, така да широк спектар на лица, односно на полициски службеници кои што ќе се грижат за безбедноста и тоа е најважно, да се тоа помине
во најдобар можен ред, а воедно да се сочува јавниот ред и мир и безбедноста на граѓаните на Северна Македонија. После овog skupa Македонија очекуju politički izazovi. Šta očekujete za iduću godinu? Секако дека ова е регион во кој што нема година во кој што немате политички предизвик или генерално предизвици. Исто е регион кој што и на безбедносен план има сериозни предизвици и тоа е нормално заради тоа што знаете сите ние државите од овој регион сакаме да се пофалиме со нашата геостратешка положба, се наоѓаме на крстопат, ни се отворени многу можности, многу перспективи и тоа е факт. Меѓутоа сето тоа носи и предизвици со кои што сите ние треба да се носиме. Навистина очекувам дека 2024 година треба многу повеќе да се насочиме кон реализацијата на тие наши стратешки интереси. Стратешкиот интерес на Северна Македонија беше да биде член во НАТО и тоа го реализиравме. Вториот стратешки интерес е да бидеме дел од Европската Унија и да го продолжиме силно тој пат. Не заради друго, нема алтернатива тој пат. И за нас, и за земјите од регионот, а и за Европската Унија. Затоа што и Европската Унија не може да биде целосно консолидирана доколку не се тука земјите од Западен Балкан. Тоа можеме да го потврдиме со низа примери или предизвици. Да ја земеме мигрантската криза која што трае од 2015 година до денеска. Бара заеднички пристап и заедничко решење. Така да ние во Северна Македонија секако ќе имаме изборни процеси за избори на председател и на парламент и нова влада. Тоа се редовни избори кои што ќе ни се случат. Јас очекувам дека токму во тие, би рекол, политички ангажирања ќе бидеме насочени кон тоа да граѓаните навистина добијат една јасна визија и перспектива за тоа каде треба да се движи Северна Македонија. Што се тиче безбедносна ситуација у Македонија, како би ја оценили и безбедносна ситуација у региону, кои су највеći изазови и највеći опасности? Безбедносната состојба во Северна Македонија е мирна, стабилна, немаме некакви индикации за нарушување по многу параметри и тоа е нешто што за нас е најважно. Мислам дека членството во НАТО дополнително ни остава еден простор за сигурност, за безбедноста на државата, за сочувувањето на територијалниот интегритет и на границите и така натаму. Меѓутоа, случувањата во регионот секако дека се многу важни ако сакаме да имаме безбедност во државата, мора да имаме безбедност и кај соседите. И тука тоа е повеќе од сигурно, напоменав на почетокот, овој регион и од безбедносен аспект се соочува со многу предизвици, така да секако не се добри случувањата кои што се на северот на Косово, не се добри препукувањата, би рекол, ниту во Босна и Херцеговина, и тоа бара поглед кон иднината. На овој регион му треба навистина поглед кон иднината. Не враќање назад и не гледање низ историска призма. Треба да сакаме да видиме каде сакаме да отидеме, што е тоа што треба да им понудиме на нашите генерации. Затоа што не помалку е важна историјата. Меѓутоа, таа е веќе констатирана состојба. И таа не може да се промени. Меѓутоа, иднината можеме да ја смениме. Затоа што, ако им понудиме добра перспектива, пред се на младите луѓе, ќе направиме најголемата и најпозитивната работа, бидејќи регионот може да напредува, државите може да напредуваат само ако ни се луѓето тука, ако ни се пред се младите луѓе тука. Така да, повикувам на разум, повикувам на диалог, низ диалог да се решаваат сите отворени прашања кои што ги имаме и на тој начин да ја пратиме пораката дека сите ние работиме за иднината
на нашите граѓани и иднината на младите генерации. Ситуација на Блиском истоку, дали има неке реперкусија по Македонија? По безбедност Македонија? Сите тие состојби кои што се случуваат од аспект на геостратешките поместувања имаат импликации на безбедност. И воената агресија на Русија врз Украина има импликации. Вие гледате колку раселени лица од Украина се наоѓаат во земјите во регионот. Сето тоа создава проблеми. Миграцијската криза, која погледнете, од 2015 година до денес, исто така влијае сериозно на безбедноста, заради тоа што криминалните структури, кримчарењето на мигранти, транснационалниот криминал добиваат на интензитет. Секако дека и ова криза која што е на Блискиот исток влијае. Меѓутоа, наша обврска е нашите безбедностни служби да работат и да ја сочуваат стабилноста и мирот на земјата и на регионот. Дали сте задоволни понашање Европска унија по питању миграција и Западnog Балкана? Ние имаме изворедна соработка со Европската унија во однос на миграцијските текови. Од 2015 година до денеска имаме исклучително добри односи во однос на спроведувањето на заедничките политики и секако и на помошта која што ја добиваме од Европската унија во справувањето со миграцијските текови. Ако напоменам само дека ние сме единствена земја во регионот која што веќе го имплементира договорот од Фронтекс и веќе силите на Фронтекс се распоредени на нашата јужна граница, доволно говори какво е партнерството помеѓу Европската унија и Северна Македонија. Така да сметам дека за сите овие безбедносни предизвици, миграцијата, тероризмот, транснационалниот криминал и така натаму, е потребно да имаме добра регионална соработка и добра соработка со земјите членки на Европската унија, затоа што само преку градење на заеднички политики можеме да се справиме со тие глобални предизвици. Тоа што се нас тиче. Фала ви. Фала.